Здраво, момци и девојки, Атанас Кирјаковски тука од Наука за сите. И денес за вас имаме една кратка и корисна лекција за употреба на табуларни уредувачи како што се Excelот, како што е Google Spreadsheets, што и го користам во моментов. И во оваа лекција ќе зборуваме како со помош на овој уредувач да пресметаме изминато време помеѓу два датуми. Зошто би користело тоа? Еве, например, познавате некого, знаете кога е роден, го знаете, нели, датумот на неговото раѓање, но не знаете колку години има човекот конкретно. Да речеме, ако некој е роден 1985 година на 12 мај, дали би знаеле колку години има, колку месеци се изминати од тогаш и колку дена, значи која е возраста прецизна на таа личност. Или пак сакате да дознаете колку време изминало од еден датум до друг генерално, значи. И најпрво што треба да направите во Google Spreadsheets е да го смените локалот на датумот. По дефолт тој е наменет за Соединетите Американски држави, каде што прво доаѓа месецот, па денот, па годината. И ако, например, тука напишете еден датум, еве да речеме 22 мај 2000 година, и ако притиснете Enter, тоа нема да се прифати како датум, значи нема да биде форматирано како датум, и еве и да се обидеме да го форматираме, нема да го прикаже така, значи нема да го разбере како датум овој податок, но ако го внесеме како 5.22, 2000 година, тогаш ќе видите дека се помести на десна страна и Google Spreadsheets го подразбира како датум, иако е правилно напишан, начинот на кој што се внесува мора да кореспондира со локацијата. За да го смениме тоа, тоест да не буни, нели, прво секогаш да внесуваме месец, па ден, па година, туку да внесуваме ден, месец, година, онака како што природно ни доаѓа, треба да одиме во File, во Spreadsheet Settings, и во локалот тука треба да промениме од United States во United Kingdom, затоа што во Велика Британија, во Обединетото кралство, форматирањето на датумот е ист како и кај нас, тоест оди ден, месец, година. Значи, ќе ги зачуваме овие сетинзи, да почекаме да се обнови страницата, така, и само да зумираме на секунда. Така, и сега ако запишеме, например, како беше 5. 2000 година, и кога ќе притиснеме Enter, гледаме дека се задржува денот напред, месецот во средина и годината како што треба, и се формира како датум со тоа што гледаме дека се повлекува на десната страна од келијата. Но за да не пишувате рачно денешен датум за, нели, потребата на оваа лекција, која што зборуваме денеска, најдобро е да започнеме со една функција која што се вика Today во Excel. Таа функција, нели, функциите, формулите, се извинам, функциите, формулите секогаш започнуваат со еднаков знак. И доколку притиснеме Enter сега, табуларниот уредувач ќе го напише, ќе го вметне денешниот датум секогаш. Значи, кога и да го отворите, кога и да го зачувате, секогаш денешниот датум ќе биде апдейтиран. И ова ќе ни биде референтниот датум во овој случај кој што го користиме. Да речеме дека Марко е роден, не знам, 12.10.1987 година. Марко е, тоест Дарко е роден на 1 август 1995 година, да речеме. Марија е родена на 25 јануари 1969 година. И Ивана е бебе, да речеме, родена лани на 5 мај
тоест, како му доаѓа 5.5.2018 година. И сега нас не интересира Марко, Дарко, Марија и Ивана колку години имаат до овој момент, колку месеци и колку дена. Значи, колку време поминало, изминало од нивниот ден на раѓање, па се до сега. Како го правиме тоа? Тоа го правиме на следниот начин. Пишуваме знак еднакво и ја користиме следната формула. Dated if. Следно, го избираме датумот, стартниот датум од кој што сакаме нешто да пресметаме. Тоа е во овој случај роден денот на Марко. Потоа го назначуваме крајниот датум, кој што сакаме да го добиеме. Тоа е датумот B1, тоест тоа е денешниот датум во ќелија B1, но нема да го ставиме вака како B1, туку ќе додадеме по $1 знак тука. Долар знак се користи во табуларни уредувачи за да фиксира одредена ќелија. Значи, кога ќе се направи, кога ќе се ископира истава пресметка надолу, нема да се земе вредноста под во B2, B3 и така натаму, туку секогаш формулата ќе ја зема вредноста од B1 ќелијата. Значи, ова е еден вид на фиксација на ќелијата во кога пишуваме формули во Excel. Потоа запишуваме запирка, отворуваме двојни наводници и пишуваме Y. Y е варијабла или placeholder за година, која што формулата, тоест функцијата dative ја чита и ја екстрахира од назначената ќелија B4 во овој случај. Затвораме заграда, додаваме амперсанд. Амперсанд, значи ова се излични чекори, доколку би притиснале Enter без амперсандот, ова би ни ја дала годината. Тоест, по изминатите години од 87 до сега, но ние сакаме да ни биде убаво форматиран како например, X години, X месеци, X денови. За да тоа го добиеме, продолжуваме со формулата со тоа што додаваме ampersand. Ampersand значи на некој начин додади и во формула на Excel и сакаме после годината, која што ќе биде пресметана од ова функција тука, да ни пишува, например, години, запирка, двојно ставаме празно место и на тоа да се додаде повторно уште нешто, притискам Command Enter на Macintosh за да одите во нов ред на Windows, мислам дека беше Alt Enter. Повторно пишуваме dated if, ја означуваме ќелијата, како и претходно, додаваме другата ќелија со долар, за да не биде апсолутна референтна ќелија. Додаваме тука сега месец, значи за да додаваме месец треба да биде year month. Мислам дека беше placeholderот. Продолжувам исто така со тука да не пишува месеци. Празно место. Додаваме повторно ampersand и уште еднаш dated if за ден, што значи дека повторно го повторуваме истиот процес, B1 ќелија, доларчиња ставаме и тука го во наводници додаваме MD и на тоа би требало да пишува вака. Месец има празно место и требало денови точка. Доколку удрам Enter, да. Еве сега формулата тука, или ево може тука да видите во целост, ни пресметува, ни кажува дека Марко има 31 година, 3 месеци и 17 дена, затоа што е роден на овој датум. Ако ископираме формулата во другите ќелии,
Ќе видиме дека Дарко има 23 години, 5 месеци, 28 дена, Марија е 50 годишна, а нашето бебе Ивана има само 8 месеци и 24 денови. Значи, од моментот на раѓање па се до денешниот датум кој што е изразен преку функцијата или формулата today. Може да пресметате исто и, например, колку некоја компанија е стара од нејзиното формирање. Еве да речеме, отвориме нов таб, само да речеме, сакаме да знаеме колку е Google стар како компанија. И when was Google created? Еве го наоѓаме датумот на создавањето на Google, тоа е 4 септември 1998 година. Google, рековме дека е 4 септември 1998 година. Така? Да. И Apple е 1 април 76. Еве, Apple е 1.4.1976 година. И доколку ја скопираме формулата, ќе видиме дека Google е 20 години стар, 4 месеци и 25 денови досега, а Apple е 42 години, 9 месеци и 28 денови. Значи, ова е една интересна формула која што може да ја користите во Excel за да пресметувате изминато време од одреден датум до друг датум. Се надевам дека уживавте и во оваа лекција и се гледаме со нова лекција следниот пат. Ви благодарам за вниманието и голем поздрав.